Се наоѓаме на познатото Охридско пристаниште. Денеска ќе разговараме со Горан Устјановски, капетан на Охридската капетанија. Кажете ни пред се што се вашите надлежности и каде се делат вашите надлежности од оние на езерската полиција? Капетанијата е орган во состав на Министерството за транспорт и врски. Односно, капетанијата е служба, ако побараме некоја аналогија, како сообраќајната полиција на патиштата, која што ги контролира движењата на колите, почитувањето на правилата и прописите и така натака. Значи, ние тоа го правиме во вода, да биде малку попластично образложено за гледачите, а исто така во наша надлежност, значи имаме како една проширена, да речам, дејност, тоа ние техничките прегледи на рекреативните пловни објекти и лиценцирањето на сите оние кои што со нешто пловат во самото езеро. Дали тоа ќе бидат управувачи на чамци, дали ќе бидат тоа екипажи на патничките бродови на Охридско езеро, значи тоа се надлежностите на капетанија, плюс доколку има потреба, значи обележување на пловните патишта, грижа за поставената сигнализација и така натака, и секако ситуации кога имаме, што народно би рекле, не дај Боже, значи трагање, спасување и координирање на разни активности во тој тип. Колку често се прекршуваат овие одредби, односно овие правила? Нели пред неколку години имавме една страшна несреќа овде со познатиот брод Илинден, кој, ако не се лажам, на крајот се испостави дека сепак не бил технички исправен. Дали што велат вашите контроли, праксата? Колку такви фаќате во една сезона? Знаете како, најтешката работа на капетанија на пристаништа беше во минатиот период да действува сугестивно и едукативно врз луѓето, бидејќи постоеше еден огромен период за нас кој што беше, да речам така, по-слободен, односно отсуствуваше еден вид на построга контрола. Најголемата енергија инспекторите на капетанија или целата капетанија ја трошиме на едуцирање на луѓето, бидејќи знаете како, контролата како контрола или веќе потребната санкција или казна нема да биде ефективна доколку на тој што плови, а има определен недостаток на знаење, не му укажете дека заради она што не е исправно неговиот пловен објект, немањето опрема и така натака, првиот кој ќе настрада е тој самиот со неговите најблиски, бидејќи на чамецот или веќе на пловниот објект секогаш се рекреираат оние најблиските на самите собственици. Значи трагедијата прво е лична. Вие морате да му укажете него дека да, тој настрана од сите закони, настрана од сите можни санкции и така натака, дека може да настанат непоправливи штети кои што ни една санкција после не може да ги исправи. Меѓутоа, постојат ли казнени одредби? Апсолутно, постојат казнени одредби и ние често ги практикуваме во смисла на тоа дека и законот наш предупредува, односно предвидува при немање на определен дел на опрема или при прекршување на определено правило да биде изречена опомена, односно задолжување на собственикот на пловниот објект да ја докомплетира опремата или да се однесува поинаку при пловидбата. Доколку се случи тоа повторпат, тогаш веќе законот стапува на сила и може да се изрече санкција од определен тип во зависност од она што го прекршил собственикот на пловниот објект, односно учесникот во внатрешната пловидба. Дали ќе е тоа прекршување на пловидбено правило, дали ќе е тоа недостаток на опрема на самиот чамец, кое што е за спасување на човечките животи и така натака и така натака. Како ќе оцените оваа сезона во поглед на безбедноста? Дали се сите пловни објекти проверени, дали се пронајдени недостатоци? Пловните објекти се проверуваат рутински. Тоа е една рутинска постапка на капетанија, значи дали со редовни технички прегледи или со контролни технички прегледи во вода кои што се вршат секојдневно од страна на инспекторите од капетанија преку цел ден. Нашата пракса покажува дека на секого во езерото денеска, или ајде да кажеме 70% од оние што пловат во Охридското езеро, ние денес ги посетуваме. Не заради контрола. Понекогаш треба да го прашате дали има проблем, да му сугерирате нешто, да му покажете нешто и така натака. Значи секого го посетуваме и тие контроли се секојдневна пракса на капетанија. Аномалии се забележуваат. Дали некогаш ќе зафали нешто од опрема и така натака. Дали најгорливиот проблем што беше на Охридското езеро, глисирање блиску до брегот, вознемирување на капачите, користење на скутери со висока брзина и така натака, и покрај ограничувањето кое што е на сила во последен период. Значи тоа се работи кои што јас ќе ви кажам вака. Презадоволни сме колку таа работа се почитува, бидејќи од кога почнавме да ги воведуваме тие правила, односно да стегаме тие да се практицира што почесто и што покоректно, огромен дел од луѓето влегоа во таа шема и ја сватија смислата, бидејќи тоа нуди безбедност. Секогаш, ама секогаш, ќе имате определен број несовесни учесници.
И тоа сум сигурен, бидејќи сите сме и возачи, ги имаме и на улица, ги имаме и на вода и така натака. За таквите нормално дека ќе следат прво предупредувања, укажувања и така натака, но не до бесконечност, односно методиката на санкционирање знам дека е непопуларна, но мора да се применува. Значи можеме сезоната да ја оцениме како безбедна. Сезоната може да се оцени како безбедна со одредени мали ситни исклучоци на определени, ајде да кажам, незгоди од лесен тип, кој што нормално е каде што има поголема концентрација на пловни објекти, каде што има голема концентрација на капачи, каде што имате голема концентрација на реквизити за забава на вода, значи тогаш и веројатностите да нешто се случи се поголеми. Меѓутоа сите работиме на тоа, ризиците да ги смалиме до некој очекуван минимум, никогаш до нула и никаде, бидејќи не постои таква појава, но да мораме да се стремиме да спуштаме, значи, до приближно или еднакво што викаме на нула. Меѓутоа, капетанија или полиција или останатите служби на државата не можат тоа да го направат во смисла 100% да го изведат тоа. Тука е потребна соработка од самите сопственици на пловни објекти и самите учесници во внатрешната пловидба. Нивната совесност ќе биде од голема помош за нас.